кога се одбијат трошоците, овие две компании можат најмногу 367 милиони да вратат. Но што е КБ сега МЖ транспорт да отплатува кредит? Да. Значи, самата МЖ инфраструктура може само 2 милиони годишно да отплатува во просек. А треба ануитет од 200 милиони да платят. Значи, јасно дека не може. Значи, ќе мора владата или од буџет, а бидејќи немаме длабок буџетски дефицит, ќе мора одново да се задолжува. Мала земја, со малку народ, без грант, да сиромашна земја, сиромашна, презадолжена, да. Со буџетски дефицит сериозен и да гради сега, ние тоа во Битола го викаме голичка бадај. Разбирате, да се задолжите нешто што не ви носи профит. Еве замислете да имавме владата да имаше пари, да имаше 2 милиарди сега да ги инвестира. Ќе добиеше 100 милиони годишно, не, ќе добиеше 10 милиони годишно после одбиток на трошоците, тоа се 0,5% поврат на инвестицијата. А барана стапка на принос е нормално околу 6%. Па владата да ги вложи тие пари во американски државни обврзници со додаток на 10, со додаток на 20% во американски акции, ќе има со многу мал ризик 6% годишно.